Годишното време пролет може да биде многу непријатно кога станува збор за убоди од инсекти или змии отровници. Токму оваа емисија ќе посветиме на убодите и на последиците кои можат да настанат на телото на човекот од инсекти и од змии. Само да споменам дека во однос на инсектите човекот може да биде каснат од оси, од стршели, од крлежи, од пчели, од пајаци, од шкрапли, од шкорпи, од комарци, од буви, волви, вошки, муви, гасеници и слично, односно може и од мравки. На оваа тема зборуваме со магистер Киро Бојаджиски. Добар ден, добре ни дојдовте повторно во емисијата. Добар ден и нека им се честито празниците на нашите верници и да ги затече ова емисија во добро здравје, многу среќа и нека победат нивните јајца. Так, добро. За многу години Великден, за многу непријатна тема разговараме, но многу актуелна во овој период од годината, затоа што со пролета доаѓаат и сите оние инсекти кои јас ги споменав на почетокот во разговорот. Ајде да кажеме како страда телото кога е каснато од ваквите инсекти, па и да речеме од змии. Да не ги многу исплашиме гледачите, но тоа е реалноста. Да кажам дека пролетно време, па и летно време, голем број од луѓето се движат во средини дека нема многу, да кажеме, урбани објекти, а тамо се најчесто размножуваат инсекти. Тамо се и змиите, смоци и други влекачи, кои што, нажалост, ги има во нашиот крај, иако Кочанска котлина, Виничко, не е некој змијарник, да кажеме, па луѓето да се преплашуваат од тоа, но дека има змии отровници, има. Но јас секогаш викам дека нема неотровни змии, има помалку отровни и повеќе отровни. Па да кажам дека кај нас луѓето кои излегуваат на викенд, оние кои берат лековити билки, тие што берат печурки, особено децата кои берат јагоди во планините, они се невнимателни и занесени од играта, многу лесно можат да бидат жртви на каснување од змии, од разни инсекти и на некој начин да се доведат во една крајно лоша состојба, дури да бидат животно загрозени. Зборуваме прво за каснување од змиите. Како може човек да се заштити од каснување од змија или кога веќе ќе биде каснат, како треба да го превенира сето тоа? Најдобро е да не биде касно. Так. Ако биде касно, Но се случува. Се случува. Ретко кај нас, но се случува. Да кажам дека каснувањето од змии е посебно од отровници кои кај нас ги има 3 вида. Може да биде смртоносно уколку на унесреќениот нему се пружи брзо помош, за тоа што змискиот отров делува на парализирање на плочата на човекот. Човекот се гуше, не може да дише и доваѓа до еден колапс у кој што последиците може да бидат фатални, то за многу кратко време. Кај нас се познати шарките, поскокот и, да кажам, коштрицата, која во нашиот реон во Соговијата се вика и коштерица. Тоа е најголема отровна змија, голема колку смок, некогаш и преко 2 метра голема, изузетно убава за гледање, но изузетно опасна за тоа што она, за разлика од другите змии, е нападјач. Значи, она не се повлича назад, него ако се некој приближи во нениот реон на нени живот, она обавезно напаѓа и тога може да се десе голема несреќа. Ако биде некој укасан, првата помош треба да биде, сам може да си помогне ако ја расчепка малку раната, дека е убризган отровот и по пат на стегање, на стискање, што е можно повеќе од отровот да излегне надвор, да биде, да кажеме, на некој начин избришен тај отров, за тоа што он и надворешно може да делува на ерозија на кожата, но во колку се такво нешто десе, постојат и лековити билки кои можат у самиот почеток на унесреќувањето да му помогнат на унесреќењето. Едно од тие е, да кажеме, најбрзо што може да делува е тегавецот. Уколку има у близина, а тегавецот го има негде до 1500 метра надморска висина на Осоговијата, на Голак, на Пјачковица, може листови од тегавецот да бидат згмечени у вид на онака блага каша и на местото на каснувањето да биде залепено, приврзано, но и одма да се приврзе
над укасаното место да се преврзе ногата. Ако нема друго каишот, ако му е при рака нешто, некој канапче да стегне, за да не се прошире отровот многу брзо према органите за дишање, што е изузетно опасно. Колку човекот е испадничен во таа ситуација, кога касне змија, колку може да размислува на сето тоа, треба да остане прибран во умот, во мислите? Не може човек да остане прибран. Човекот укасан од змии е... Да. Змиите се и у, да кажем, у жаргоно и у верата на повеќе народности, од свети животни до проклети животни, затоа што свети се сметат у некои вери, како што се кај старите египчани ги има, у браманските, у индуските вери, кинеските вери, но кај нас се сметат за многу подмукли животни, проклети животни, а тоа произлегува од тајанственото на нивниот живот. Така да и многу има изговори кај нас. Змија си донесовме дома, ако е донесена некоја сна, ако е и така натаму, опеани се све крвите како люта змија, а све коро кротко јагне и така натаму. Значи, човек кој е навистина доведен во една стресна состојба за тоа што луѓето знаат дека отровот од змиите, дури и децата знаат дека може да биде смртоносен. Едино што останува тој сам на себе да си дава некако подкрепа, да не го пане паника и да настојава сам прва помош да си даде, се додека не дојде некој или самиот не може да се придвиже и да се јави во болница каде што има, не е тоа вакцина, него серум антивиперин, випера е змија на латински, а ако нема во болниците, има секогаш во ветеринарните станици. Така да која му е поблизо установа, дали ветеринарна станица, дали болница, треба да се јави и да приме што е можно поскоро серум и да вниманието за лекување негови у наредните 15 дена. Да не дојде до тровање или до атрофија на тај дел на органот, тука веќе има и други серуми. Ако не е погоден од таа змија серуму, може да добие и друг серум и третно. Било кој да приме од овие змии што ги има кај нас, било кој серум е многу лековит и многу помага. Има ли страшни последици, освен или смрт, што може да се случи на ногата доколку не се реагира на време? Ако е на ногата касна? Да, ако е касна, ние имаме и луѓе во планинскиот дел кои се и без нога. Дојде до атрофија, до сушење на ногата и последиците може да бидат страховито лоши ако е каснан, поготово на некој од раците што е многу близо до срцето и до плочата, може да се десе многу брзо да настане парализа, а таа парализа настанува ако е во горните екстремитети, некаде за 15-20 минути, може да се десе унесреќениот да падне во несвес и така да не биде најден или да падне у плитка вода, може катастрофално лошо да заврши. Ја препоручувам за движењето во природа, особено во планинскиот регион, секогаш да се носе некое стапче и пред да се наведне да бере печурки или децата да берат јагоди или лековити билки, да се со стапчето малку позамавне, поразпртка и околку се наоѓа некоја змија, особено од нашите шарки, они не бегат. Она се свива у круг, а поскоко редовно бега. Ако примете дека бега, тоа е поскок. Ако не бега и се вие у круг, тоа е шарка. И едните и другите се изузетно опасни со својот отров. Додека рековме за коштрицата, она е голема, многу шарена, има 7-8 пруги по дужина, има голем отвор на устата и има боја на портокал. Портокалова боја во устата. Бога ми, оној кој ќе види портокаловата боја во нејната уста е во животна опасност. Така да, ако такво нешто примете, секој мора да бега да се тргне од таму, затоа што она во тој реон тука од 10 на 15 метра круг, некаде она не дозволува да се приде до неја. Значи, ако такво нешто некој примете, најдобро е да се потргне од таму. Да. Тоа е во однос на змиите што го препорачувате. Можеме да продолжиме со инсектите, така ли? Кај нас за несреќа има многу инсекти кои може да го унесреќат човекот. Да. Јас набројав неколку, кои најчесто го напаѓа човекот? Па сите го напаѓаат човекот. Ние сме, да кажеме, едно ритче од фино, свежо месо, по кое со мирисот со нашата температура, со оно што го јадеме, што ги привлича на некој начин, но и месото ги привлича многу од инсектите,
Они се и месождери повеќето од нив. Така да за наши услови едни од најопасните се страшилите, пајаците, крлежите, Да. но за несреќа кај нас има и шкорпии. Шкорпии има во старите куќи, во племните, не само во планинскиот регион, ги има и во старите куќи и во град и на други места. Колку може да бидат опасни овие кои ги споменавте, пајаци, страшели и скорпиите? Шкорпиите заедно со пајаците и страшелите, па и осите, се смртоносни и нека никој не ги подценува. Секој кој ќе биде за несреќа укасан, веднаш треба да се јави во болниците или во ветеринарните станици и таму постои серум за ублажување на опасноста по неговиот живот и по неговото здравје. Има случаи, дури еднаш се деси кај нас во деликатес, млад човек од 26 години почина од каснување од оси. Осетлив на оси, оси го беа касале на вратата и момчето се помина од каснување од оси. Што е сигурно најдобро е да не биде укасан, но е во секој случај, уколку такво нешто се десе, што е можно поскоро да се интервенира. Обично не се сваќа сериозно оса, пчела не се сваќа многу сериозно, затоа што мине брегу на кожата, се става традиционално кал, нели, и заминува убодот. Така е, тоа е само заради разладување, Да. но не и заради лекување. Традиционално нашиот народ секој става укасана од пчела. Кал и вода. Кал, вода, шише со ладна вода, но треба ако е од пчела да се изваде, како се вика Да. кај на жвалото, тоа е осилото, да кажеме. Но осите не го остават своето осило, они касат и си го извадат осилото. Така да од пчела многу лесно може да се примете дали од пчела, но ако има укасано и појава веќе на оток како мало чирче и друго, тоа не е веќе од пчела, тоа може да биде од оса, да биде од страшел, да биде од пајак, да биде од шкорпија или од, да кажеме, и од некој друг вид инсекти кои кај нас за несреќа ги има, како што се шкраплите. Шкраплите убризгуваат голема количина на мравља киселина, затоа и предизвикуваат чешење и боли, многу брзо отечува местото, дека се укасани од иста е реакцијата и ако е укасан од шкорпија. Значи, ако има чешење и ако осеќа да го пече, многу знаки дека се работи за таков инсект. Такво печење има и од пајаците, особено од кај нас ја има таа така наречена црна удовица, пајак. Она е смртоносна, затоа се вика и црна удовица. Жртви на неја се најчесто децата кои одат во планината, но и оние што се движат у полето. Особено ги има во насадите од вишни, цреши, од јаболки, круши, нискостеблени, но и од пченка. Движејќи се низ пченката, пајаците стварат пајажини, тие се големи пајаци, големи колку 2 денара големи, со големи нозе и така натаму, и се имат крст на грбот, по тоа се познават. Едните имат кафен крст, другите имат црн крст. Тие со црниот крст се викат црна удовица. И едните и другите се изузетно опасни и можат да предизвикат кај укасани од многу брзо парализа, но и последици. Лечењето од каснување од пајаци трае некој пат со месеци, но да нагласам дека кај нас голема опасност постои у овој момент, сега, од каснување од страшели кои ги има 3 вида кај нас. Тие имат тело како троделно. Било кој дел да биде скинан, опасно е ако задниот дел он е жив, ако е жив, опасно е со задниот дел само да е скинан, он може да го унесреќа човекот. Кржите се посебно опасни затоа што кржите знаат да се укопат во ткивот, да, во кожата, во ткивото на човекот, па и под лапок. И додека човек осети дека таму го боле или загнојува тај дел на дека е крлежо, може да биде многу опасно и е препоручливо да се изваде целиот крлеж, ако може, ако не мора да иде до болница или ветеринарна станица, каде што со пинцети, па дури и со резови, треба да биде изваден целиот крлеж. Инаку каснувањето од крлежите може да биде изузетно опасно и да трае болката, само главата да остане може да го унесреќи
укасаниот. Така да со должна почит према сите луѓе, јас сакам да кажам и да ги опоменам да водат сметка да не бидат укасани. Уколку бидат укасани, првата помош е тоа што треба да им се укаже и да поведат сметка дека не помага бајање или одење по манастири, по цркви и така натаму. Помага да се оде веднага во болници, во ветеринарна станица, но и сами да си помогнат за тоа што имаме ние лековите билки со кои може да биде неутрализиран отровот од пајаци, од шкрапли, па дури од комари, особено знаеме дека комарите може да направат големи проблеми кај луѓето. Мравките исто така, па од тие причини пожелувам да нема такви несреќи. Значи, ќе споменеме лековитите билки кои може да делуваат позитивно токму на каснување од инсекти и од змии. Само да споменам дека празнично да делуваме денеска две книги и тоа е 201 најлековити чаеви, значи од магистер Киро Баџиски. Ова е книга која досега не сме ја подариле на подарок. Тоа е за вас, почитувани гледачи на Канал Плюс. Веднаш после разговорот можете да се јавите во студиото кај Јана и кај Никола и ќе добиете книгата 201 најлековити чаеви. Тоа е едната книга. И втората книга, веќе познатата лековити билки, болести, рецепти, исто така од магистер Киро Баџиски. Ке напоменам дека веднаш после разговорот можете да се јавите на кај Ана и Никола во студиото за да можете да си ја добиете книгата. Добро, продолжуваме понатаму. Кои лековите и билки вие ги препорачувате во ваква ситуација? Интересно е да напоменам дека повеќе од нашите стари луѓе знаат дека има лековити билки и тие ги применуваат. Но помладите за несреќа никој не ги подучува. Тие многу малку знаат за лековитите својства, конкретно за лечење на убодите. Па ево јас да наведам едно од најлековитите растенија кое кај нас се применува и ден денешен е босилокот. Уколку некој биде укасан од пчела, оса, страшел, шкрапла и така натаму. Прво треба да се реагира локално, како што кажавте, во болница, а потоа и 15 дена да се пие чај. Така е, ако се најде во природа, а да има некој од овие лековити билки, треба одма да ги користи со тоа што ќе ги малку нагмече и на местото на убодот, на укасаното да наложи едноставно да приврзе, за да може алкалоидите кои се благотворни да му делуваат на смирување на болот, но и лечењето. Тука е покрај босилокот многу познат магданосот, миродијата во наши услови. Понатаму тегавецот е изузетно лековит. Лековита е жалфијата, лековит е и кантарионот и ајдучката треба. Значи, ако се најде некој во природа и да биде нешто укасано од тие, оно што најблизо може да го најде, тоа може да го искористи. Па дури и лозовите лисје се многу лековити, малку се знае и не сме зборувале за лековитите својства на младите ластари и младите лисје од лозата. Тие може да бидат малку згмечени у вид на мала кашичка и да бидат ставени на местото. Отокот се смирува, нема температура, нема болови и што е многу битно, нема подлабока реакција од отровот кој е вбризган на местото дека се појавува веќе видлив знак дека е некој укасан. Па од овие причини, прво што треба да се направи, да се погледа околу себе, без да го фане паника човек, да види што има и тоа да го користи. Кај нас е познато од комарите, луѓето кога видат укасани, сами прават натрла малку со босилок и ситниот босилок исто така е лековит, натрла малку магданос, миродија, ако има керевис, исто така може и од него, но уколку нема ништо друго у близина, ако има патлиџан, доволно е да го пресече патлиџанот на два дела, да наложи на местото дека е укасан и патлиџанот делува лековит. Дури и он ја намалува и температурата за тоа што е полн со вода. Но има и алкалоиди во патлиџаните кои што помагат да отрово биде неутрализиран или разнесен благотворно на повеќе така поголема површина од човечкото тело и да биде болот ублажен. Јас препоручувам на луѓето кои одат во планина, како што се ловџиите, шумари, билкособирачите, па да кажам и на некој начин и планинари, туристи кои одат за прошетка, рекреативци, со себе секогаш да носат нешто што може да им помогне од укасување од змии. Инекциите
Луѓето нема често таква пракса. Нема, меѓутоа во аптеките постои антивиперин и јас се интересував, непуни 50 денара кошта една таква инекција со се пластична. Може многу да биде значајно. Може да биде спасувачки значајно. И човек сам може да си стави инекција, не мора на местото дека е укасан било каде над коленото, на ногата, на рамото и така натаму. Важно да се знае дека антивиперин може да се набави во нашите аптеки, може да се купе за ситни пари човекот да си помогне таму. Добро е да се нагласе дека и оние стари бабински лекови за кои зборуваме понекогаш мало со подценување и со малку скепса, тие добро помагат. Вие споменавте калта. Но да кажам дека во калта има од злато и сребро па се до силикати, но и пуно микроорганизми кои што делуваат благотворно на наложеното место и едноставно го усисуваат делот од отровот кој е бризган на тоа место. Особено е корисно ако биде некој укасан од пајак, од комарец, од оси, од пчели и друго, може одма да ставе у близина ако има кал било каква да е, па чак и ако е од бара, иако е од некое мочурливо место, ќе има помош. Делуваат добро и некои корења од некои растенија, како што е коренот на копривот. Но кој да најде копривот у планината, ако е некој несреќен, тешко да може да најде. Особено паника, ако го фане, не може да најде и да му е пред очите. Така, во однос на паниката треба да се биде смирен, но колку е тоа можно кога човек е укасан од змија или од инсекти? Посебно од оние инсекти кои ги споменавте, пајаци, стршели, Крапи, не знам, скорпии и така натаму. Скорпии, да. Помага исто така, секаде го има нашиот чуен лек лопен. Тоа е лопено со, како се вика, или сичова опашка, само со едно стебло. Цветот од него може да биде искористен за лечење на укасување од повеќе видови инсекти, вклучувајќи ги стршели, пчели, оси, па и од укасување од некои други инсекти, како што се пајаци и шкорпии и така натаму. Со еден збор, нашето подрачје располага со многу лековите растенија. Ете, ние ги спомнавме, зло не требало на никого, меѓутоа нека знаат луѓето, да, ако превентивно нешто сами не можат да направат со самозаштита, тоа е природата што е дала еден дар на Кочанска котлина, Виничко, Делчевско, Малешевијата. Со еден збор, тоа што го дала природата е многу ефикасно како прва помош, за разлика од оно што нуде фармацијата. Да не зборуваме и за тоа дека може да пренесат и болести одредени и така натаму, посебно комарците. Добро, јас ќе се заблагодарам за разговорот денеска. Се надевам и понатаму ќе соработуваме. Добро е за вака да зборуваме за актуелни теми, посебно она што го носи пролета, има и убавин, има природа, но кога се излегува во природа може да се биде каснат. Така е. Благодарам за соработката. Искрени поздрави до сите ваши слушатели и да кажам нешто што до сега не сум кажал. Еден мој пријател од македонската телевизија, од МРТ, пред 30 на години снимавме еден филм со него во Скопје. Филмот не е прикажан, ни ден денешен стои филмот како доказ. Дома филмот носи име Немирниот дух на Киро Бојаджиски. Замислите, дојде на празникот да разговара со мене и знаете што ми рече? Од пред 30 години не сте вие свесни дека направивте еден пресврат во лечењето на луѓето од класичната медицина во превентивната, во сегашната медицина која се враќа оно што беше некогаш. Мене ми беше многу драго, но уште подраго ми беше што можам да кажам пред вас и со вас за тоа што со вас соработуваме повеќе од 20 години. Да. И направивме многу емисии кои се многу значајни за луѓето и даваме корисни совети за здравието. Така, ова е 307 емисија, онака ја водам некоја сметка и мислам дека им помагаме на луѓето колку толку за мали трошкови, за мали пари, да бидат лекувани, да бидат среќни, да нема дома никакви потреси, но и големи трошкови за тоа што лечењето во здравието е во природата. Така е, лечењето во здравствените установи е скапо, подолготрајно,
а луѓето, како што сами знаеме, Вака на природен начин, да. на природен начин можат да се излечат. Ја му благодарам и на тој среќник што дојде и ме подсети дека сме направиле пресврт, како он рече, во Да. лечењето од класичната медицина во природна медицина. Значи, некој памте што сме биле, да кажем, пред 30 години зборувале веќе за лечењето, но ја повеќе од 30 години се занимавам. Првата моја книга баш овие денови навршува 25 години како е издадена и носи насив 100 најлековити билки од Кочанско. Това е вашата прва книга за лековитите билки, да. А потоа ги имаме и овие две книги. Да. Има и други, Да. и тоа покасно ќе бидат издадени и тие, па ќе имаме можда среќа. Вие дадовте голем придонес и во гледувањето на самите билки, во чувањето, во негувањето, во нивно негување, затоа што луѓето добро кажувате кои не треба да се кинат од корен. Лековите билки за да ги има повторно до година. Така е. Билките се тоа што има во корено, има и во лисјето, има во цветот, има и во плодот. Не треба да се скубат растенијата, не треба да се уништува од него, треба да се користи надземни одел. Во него има се што е потребно за лечење на било кој има потреба од природно лекување. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.